Повелете, дали има прашање? Владачката партија вашето барање за разрешување на јавниот обвинител го протолкуваа како прикриено барање за амнестија на претходното раководство. Како го коментирате ова? Ние точно дефиниравме зошто бараме разрешување на јавниот обвинител. Бараме разрешување на јавниот обвинител затоа што замижува пред очигледните нерегуларности поврзани со референдумот. Пред референдумот, на самиот ден и после денот. Значи, нашето барање за разрешување на обвинителот е исклучиво поврзано со референдумот. Господин Николовски, не сакате да слушнете за избори, сега некако помек ви е ставно, дали индиректно признавате дека немате контрола во сите по вашите пратеници? Па две прашања имаше, би ги одговорил второто па првото. Во однос на тоа дали имаме или немаме контрола, ние не ја сваќаме така, нити политиката, нити демократијата. Не сметам дека никој врз никого не треба да има контрола. Напротив, сметам дека во еден демократски процес треба да се носат одлуки во рамки на партија и во рамки на пратеничка група. Ако имплицирате дали е пратеничката група единствена, ќе ви одговорам дека да, пратеничката група е единствена. Во однос на избори, би сакал јасно да посочам. Ние целата битка против договорот од Преспа ја водевме за зачувување на уставното име на Република Македонија. Не ја водевме за гола власт. Очигледно Заев го потпишал договорот за да остане на власт, а дошол на власт со ветување некаде дека ќе потпише договор кој што ќе значи преименување на Република Македонија. Ние на тој начин не ги сваќаме работите и затоа се боревме и се бориме за зачувување на името на Република Македонија и со резултатите од референдумот се изборивме. Во однос на избори, порано или подосна, Заев ќе си оди од власт, но тоа не е најбитно. Најбитно е дека името на Република Македонија после овој референдум е зачувано. Дали е важно дека ќе разрешите неговите членови од извршниот комитет? Вечерва и Митко Јанчев не беше тука зошто? Не. Прво, извршниот комитет нема ингеренции да разрешува членови, тоа е работа на Централниот комитет. Господинот Јанчев е болен, јас имав можност да искомуницирам со него пред состанокот и му посакувам добро здравје. Како ќе одговорите на притисокот од меѓународниот фактор? Конкретно стигна апели од повеќе страни, последно од партијата на Меркел, кои што препорачуваат процесот да продолжи во собрание. Ние ги почитуваме сите пораки од меѓународната заедница, сметаме дека тие се пријателски пораки, дека се пораки кои што и мислат добро на Република Македонија, но овде проблемот не е ни ВМРО-ДПМН, не е ни меѓународната заедница, е Зоран Заев и Никола Димитров кои што потпишеа договор кој што не можат да го реализираат затоа што не одговара на Република Македонија и е против интересите на граѓаните на Република Македонија. Таа волја беше искажана на референдум и ние ја почитуваме.